Дали се почитуваат човековите права во Македонија? Зашто се дискутира во земјава, зашто во Европа? Каква е праксата на судот во Страсбург кога се прекршуваат основните права на граѓаните? Ова се дел од прашањата кои што ќе се обидеме да ги одговориме во првата од двете дебати кои што Радио МОВ ги организира заедно со Македонскиот центар за европско образование, а во рамки на проектот Основни права сместување во европска рамка. Гости на оваа дебата за човекови права Македонија версус Европа се Уранија Пировска, извршен директор на Хелзиншкиот комитет за човекови права, Костадин Богданов, владен агент пред Европскиот суд за човекови права и Александар Нешковски, кој има поднесена апликација пред судот во Страсбург. Новинари сме Јасмина Екимова и мојата колешка Кристина Узимец. Здраво на сите. Јас би почнала со Уранија. Значи, на кој ниво е дебатата за човекови права во Македонија? Ако во Франција, да речеме, се дискутира за тоа дали треба да кажеме господја или госпогица, во Германија за тоа дали да има геј бракови, или пак еве Европа сега е прилично актуелно во шоке поради ограничувањето на човековите права со прислушкувањето. Зашто говориме кај нас? За жал, ние во Република Македонија се уште ги третираме највеќе правата од првата генерација и од втората генерација, односно граѓанските и политичките права и економските и социјалните права, така да она трета генерација права која што во моментов е тренд во другите европски земји со голема демократска традиција, кај нас не може да стигнат на дневен ред. Значи, единствено што можам да се пофалам дека сме начнале на некој начин и се бориме за тие права, тоа се правата на ЛГБТ и заедницата, зашто знаете дека нели Република Македонија може да се пофали дека е отворен еден таков центар кој што беше меѓу првите во регионот. Меѓутоа, буквално состојбите, нефункционирањето на системот, институциите и сите оние други механизми кои што треба да им овозможат на граѓаните да ги остварат доследно своите права, доведуваат до состојба да ние не можеме да се занимаваме со правата од типот на здрава животна средина, и особено се гледа дискрепанцата помеѓу она што представува европски стандард и она што се случува во Република Македонија кога зборуваме за маргинализираните заедници. Значи, јас не зборувам сега тука само за представниците на ЛГБТ и заедницата, него зборувам и за луѓето болни од ХИВ, за зависниците, кои што за жал се уште се борат за своите фундаментални права. Ние се уште се бориме за тоа да се разбере дека представниците на ЛГБТ заедницата исто така имаат права и дека тие права се човекови права. Мислам дека голем проблем во спроведувањето или, ако сакате, имплементирањето на она што значи дух на хуман пристап, кој што воедно и е третиран во самата конвенција, Европската конвенција за човекови права, кај нас не може да се имплементира од проста причина што не постои свест. Не постои култура на човекови права. Не е проблем законската регулатива или ратификуваните меѓународни документи и конвенции. Основниот проблем е тоа што ниту судиите, ниту сите оние други државни службеници кои што се должни да ги применуваат овие европски стандарди, немаат свест, но немаат ни волја за тоа. Во најголем дел нашето разочарување е кога станува збор за судиите, кои што при своето одлучување воопшто не се осврнуваат на одредбите од конвенцијата, ниту пак праксата на Европскиот суд за човекови права, кој што во своите пресуди фактички дава и препораки за тоа како треба институциите да се однесуваат во одредени случаи. Ние бевме сведоци за тоа дека нашиот уставен суд не го прифати мислењето на Венецијанската комисија кога стануваше збор за законот за лустрација. Ние сме сведоци секојдневно на решенијата за притвор кои што се носат, колективните решенија за притвор, кои што според праксата на Европскиот суд за човекови права е нешто што не е дозволено. Ние сме сведоци за притвор кој што е во континуитет трае, иако Европскиот суд во своите пресуди потенцира дека
судот мора да даде образложение кога станува збор за продолжување на мерката притвор и при самото носење на првичното решение за притвор од кои причини ја определува таа мерка. Кај нас овие, значи, да речам, стандарди и оваа пракса на Европскиот суд за човекови права се покажа дека воопшто не се почитуваат. Токму кога сме кај Европскиот суд за човекови права, Богданов, вие ја застапувате Македонија во Страсбур. Може ли да направиме и во овој дел некаква поделба? Зашто се жалат македонските, а зашто граѓаните од западноевропските држави? Така. Па видете, Македонија, да кажем, нормално е дел од поранишниот комунистички блок и од источноевропските земји. И оно што ги карактеризира, да кажем, пресудите кога ќе се прочитаат од Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на овие земји од источниот блок, значи тука се од Бугарија, Чешка, Србија, Хрватска и така натаму. Значи точно е она каде што е нормално и Македонија, што го каже и Уранија, дека најголем дел од пресудите се однесуваат на повреди на тие права, да кажем, од прва генерација. Значи тука се најголем дел повреди на членот 3, членот 5, 6 и така натаму. Оно што е карактеристично за Македонија е дека најголем број пресуди за нас, односно против нас, се по членот 6, односно правото на фер судење. Значи дури можеби некаде околу 85% од пресудите се однесуваат на членот 6 од различни аспекти. Значи најголем дел се судење во разумен рок. Од тие пресуди по член 6, меѓутоа има и од другите аспекти, значи во смисла на невоедначена судска пракса во Македонија, правна сигурност и така натаму, еднаквост на оружјата помеѓу странките и слично. Имаме нормално и пресуди по член 3 и 5, имаме апликации по членот 8, кој што е го засега правото на приватен живот. Имаме исто така во делот на дискриминација една апликација до сега. Меѓутоа, она што е, да кажам, интересно е дека иако слободата на изразување последниот период, последните 2-3 години беше доста тема, нели, на дебати како се применува во Македонија, значи можам да кажам дека се уште ние како држава, односно до нас не е комуницирана ниту една апликација од некој граѓанин кој се пожалил дека му било ограничена слободата на изразување во Македонија. Во однос на западноевропските земји, да, доминираат, да кажам, се жалат на други права, особено на правото на приватен живот, односно членот 8, приватно и семеен живот. Слобода на изразување исто така доста актуелна, значи во последно време имаше околу 3-4 присуди и против Германија и Италија кои беа по членот 10, каде што беа утврдени повреди. И меѓутоа има нормално и по членот 3 од конвенцијата, каде што е делот на тортурата, особено во делот на неефикасните истраги и во делот на непреземањето на позитивни мерки од страна на државата да се заштити значи човекот, неговиот физикус или душевен живот и така натаму, или пак неговиот право на живот по членот 2. Право на живот, фер судење. Гостен со нас е и Александар. Трагичната судбина за вашиот брат е добро позната за македонската јавност, меѓутоа малкумина знаат дека и вие поднесовте жалба пред Европскиот суд за човекови права. Зашто конкретно беше поднесена оваа апликација пред судот? Апликацијата беше поднесена затоа што ние ги искористивме сите правни алатки во Македонија. Нажалост завршија со одбивање на нашите тужби и без да се разгледаат фактите, без да се види дека, без да се погледнат доказите што конкретно се случило таа ноќ, зашто во јавност излегоа многу докази, факти, тој обичниот народ веќе знае што точно се случи. Нажалост судиите, обвинителство, да споменам Изврлевски, беа многу дрски во поглед ние како фамилија што бевме оштетени во тој период. Имавме можност да видиме нешто, една гнасна слика
од највисокиот член во институцијата, значи обвинителство. Се спротивстави на мајка ми како со закани зашто ние ја имаме таа постапка, иако него водеше тој случајот, но очигледно беше дека тоа е позадината. Као наводно, јас со тие зборови го цитирам, јас го пратив син ти на касапење. Тоа беа неговите зборови. Тоа самото покажува што точно во иднина ние можеме да чекаме од институциите. Потоа продолжи постапката, отидовме во Македонскиот суд, имаме и слики, докази дека сите се работно ангажирани, целата единица тигри, и судот молчеше на тие прашања. Имаше луѓе, тој Спасов, убиецот наведениот убиец на брат ми, беше тој што кажа дека бил работно ангажиран и имаше како се вика, се соочи со неговите колеги. Имаше дел од луѓето што потврдија дека биле работно ангажирани, но имаше и луѓе што негира. А еве ги имаме на сликите, кои се, како се, што се. И тоа е целата негова... Сите негови колеги се тука на сликите, околу бината на Груевски. Од таа прослава нивна не искочи ниту едно видео, ниту една слика јавно, и самото тоа повлекува многу прашања кај јавноста, но до ден денеска се зачути. Сега доаѓа момент кога завршивме со судовите во Македонија и се обративме до Хелсиншкиот комитет и се поднесе апликација за Страсбург. Па во иднина ќе видиме дали и во Страсбург ќе бидат испочитувани нашите човекови права и дали правдата ќе биде задоволена, не само за нас, како оштетено семејство. Значи, јас се борам и за овој човек што е командир на единицата Тигри, значи неговото право е ускратено со самото тоа што тој мора да каже дека не бил работно ангажиран. Проблемот е многу поголем него што изгледа. Се надевавте дека македонските судови ќе направат нешто? Не. Зошто? Па медиумите молчат. Институциите кријат, значи, све што е. Јас бев тој што идев од врата на врата и имав таква прилика да видам и тоа што не сакав да видам. Уранија, какви импликации би предизвикал еден ваков случај во една западна европска држава? Значи, оваа трагедија се случи пред очите на целата македонска јавност и на крајот заврши без никаква институционална одговорност. Јас само ќе се надоврзам на она што го кажа агентот на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Знаете, има пресуди кои што го третираат членот 3, односно забрана од тортура. Познат е случајот на Саша Георгиев против Република Македонија. И во таа пресуда судот експлицитно наведува дека тоа што го спомена и господинот, дека ефективната истрага во овие случаи е она што недостасува, но понатаму навлегува уште подлабоко, односно зборува за полициските овластувања. Тоа е случајот на Мартин Нешковски. Значи, навлегува подлабоко во смисла на тоа дека дури го третира и прашањето на одговорноста на државата која што му го дала тој присилен инструментариум на полициските службеници, при што потенцира дека тука е потребно да постои и соодветна регрутација, соодветно утврдување на профилот на луѓето на кој што ќе им биде дадена таа сила, таа моќ од државата да употребат физичка сила во одредени случаи. Многу е тешко да се утврди таа линија на потребна, непотребна физичка сила и токму затоа судот во своите пресуди кои што го третира токму членот 3 укажува дека луѓето на кои што им е дадена таква сила, таква моќ од страна на државата треба да бидат и соодветно избрани, че треба да постои соодветен систем на регрутација. Случајот на Мартин Нешковски во себе содржеше
повеќе елементи кои што ние ги третираме и во самата апликација која што ја доставивме до Европскиот суд за човекови права. Значи, знаете, тука на почеток постоеше и обид да се прикрие убиството, контроверзни изјави од страна на Министерството за внатрешни работи, кое што во текот на утрешниот ден, откако се случи убиството, излезе со изјава дека таков случај не е регистриран. При тоа имаме ние докази дека на местото на настанот, односно кога било извршено убиството на Мартин Нешковски, било присутно и друго лице, кое што на убиецот му помогнало да го однесе телото на младиот Мартин, а понатаму и присуство на уште двајца униформирани полициски службеници, кои што исто така биле присутни, виделе што се случило и давајки изјава дека на момчето му се слошило и дека најверојатно се работи за наркотички средства, ги оневозможиле, односно ги попречиле другите органи на прогонот да излезат на лице место и да извршат увид, значи истражниот судија и јавниот обвинител. Повторно ќе ја споменам пресудата која што е донесена во случајот на Сашо Ѓоргиев против Република Македонија, исто така се однесува на користење на полициски овластувања и притоа загрозување на животот, во која што судот потенцира дека е тука многу важна улогата на јавното обвинителство. Да беа имплементирани препораките од таа пресуда, кога станува збор за активностите на јавниот обвинител, можеби и немаше да се случи тоа што се случи со убиството на Мартин Нешковски, односно институциите на системот, поинаку ќе реагира и поинаку ќе ја спроведа истрагата. Тоа е тоа. Истражниот судија, добивајќи погрешни информации, не изврши увид. Нашата апликација го третира прашањето на тие кои што биле соучесници во убиството. Јас се надевам на позитивен исход. Импликациите од ваков случај во европска држава, каде што владеат демократски принципи, би значила одговорност и на самото Министерство за внатрешни работи. Значи, во овие пресуди, Европскиот суд за човекови права ја третира одговорноста на државата, не само на тој кој што го сторил чинот на тортура. Ние во случајот на Мартин Нешковски не видовме дека некој понесе одговорност. Не видовме дека понесе одговорност Министерството за внатрешни работи, кое што беше евидентно дека со своите изјави сака да го прикрие случајот. Во една демократска држава, министер за внатрешни работи во ваков случај би требало да поднесе оставка. А да не зборувам за тоа дека и целата влада би требала да сноси последици за ваков случај. Уранија спомена неколку случаи. Колку голем проблем е тоа што судиите не ги следат пресудите од Европскиот суд за човекови права? Односно, какви се вашите искуства? Колку тие пресуди се имплементираат и се користат во нашето судство? Па видете, значи, мојот личен печаток е дека, да кажеме, последните неколку години се прават интензивни обуки од страна на Академијата за обуки на суди и обвинители. Мислам дека дури воведоа таму и модул на задолжителна настава во однос на Европската конвенција и во делот на почетната обука и во делот на континуираната обука. Еве само ние како биро во соработка со Академијата одржавме минатата година 16 обуки за членот 10 на судиите, значи за слободата на изразување, тоа низ цела Македонија, во сите судови, односно во сите апелациони подрачја, со цел да им го доближиме, да кажем, праксата на судот во Страсбург во врска со слободата на изразување. Исто така од страна на Академијата, која што е директно единствена надлежна, нели, да ги обучува судиите, обвинителите, се прават обуки, 2 до 3 обуки, исто така и по членот 5 во однос на притворот, значи правото на слобода, како и во делот на истрагите, тортурите и слично, значи постапувањата особено на истражните суди. Меѓутоа сега знаете дека моделот на практично на гонење со новиот ЗКП е малку променет, каде што е акцентирана повеќе улогата на јавниот обвинител.
И од тој аспект, значи, повеќе се става акцент и на обука на јавните обвинители во однос на нивното действување, како кога станува збор за притвор, така и за истрагите, кои што секако согласно членот 3 мора да бидат ефикасни. Како еден ваков случај за кој што Александар Нишковски има поднесена апликација, се перцепира пред Европскиот суд за човекови права? Каква е досегашната пракса? Значи, не зборам само за случаи од Македонија, туку и од повеќе држави. Добре, аз мислам, реално не би можел да навлегувам нели во детали, затоа што како што кажа господата имаат поднесена апликација до судот во Страсбург, така што ако не биде комуницирана, практично ние би биле спротивна странка, а и поради фактот што, да кажам, детали од предметот не знаеме, освен она што беше изнесено во медиумите и вака на дебати. Меѓутоа стигнува до судот во Страсбург голем број на предмети, значи кои што посебно од овие, да кажем, источноевропски држави, каде што се тврди повреда на членот 2, значи кој го гарантира правото на живот. Особено и ги има многу против Турција, Русија, Украина и така натаму, значи со каде што никој ниту индивидуално одговарал, значи на некој начин или сторителите останале непознати, или пак биле пронајдени, меѓутоа воопшто не одговарале кривично или делата застареле, бидејќи истрагите биле долги и дозволиле застарување, че не постоела ниту индивидуална одговорност. Меѓутоа во дел од тие апликации исто така се тврди постоење на одговорност на државата, нормално од аспект на преземање на и дали доволно презела позитивни обврски кои што треба да ги преземе, се со цел да се избегне случување на таков инцидент, на некој начин да го превенира до максимални граници случувањето на таков инцидент. Да направиме една кратка музичка пауза, па се враќаме за некои 5-6 минути.
Се враќаме назад. Гости на оваа дебата за човекови права, Македонија versus Европа се Уранија Пировска од Хелсинскиот комитет, Костадин Богданов, владен агент пред Европскиот суд за човекови права и Александар Нешковски. Продолжуваме со дебатата. Уранија евидентен е растот на бројот на случаи кои ги поднесуваат македонските граѓани пред судот во Страсбург, посебно ако се направи една споредба помеѓу 2013 и 2012 година, па така бројот ако на доставени жалби лани изнесувал 455, 2012 оваа бројка била околу 350. Дали може би земјава назадува во областа на почитување на човековите права? Па јас би се надоврзала на оно што го кажа господинот Богданов за оние континуирани обуки што ги добиваат судиите, за кои што слушаме 20 години наназад. И секој пат знаете кога ќе седнам со делегации од различни тела на Совет на Европа и се разговара за судството и ме прашуваат дали може би е потребно судиите да бидат едуцирани, јас велам категорично не. Заради тоа што од различни фондови судиите се едуцираат, ќе речам повторно, 20 години наназад. Јас не гледам никаков напредок во однос на разбирањето и нивната свест за човекови права, особено во оние деликатни области, кои што веќе ги начнавме, значи тортура, слобода на изразување, дискриминација, да не зборувам дека за дискриминацијата судиите се особено предпазливи, па мислам дека може би постојат само еден или два случаи кои што се третирани од страна на судиите. Според тоа не мислам дека едукацијата на судиите кај нас даде некаков позитивен исчекор, позитивен исход во разбирањето на човековите права. Самиот факт дека не се применува конвенцијата за човекови права, дека во одредени случаи не се применува ни праксата на Европскиот суд за човекови права, говори за тоа дека кај нас не станува збор веќе за едуцираност или неедуцираност. Јас од она што можам да го констатирам од нашата работа и постојан мониторинг на судските постапки, особено оние каде што постои тенденција судот да биде пристрасен, зборувам за случаите кои што имаат политичка заднина, е дека едноставно и судиите се инструмент на власта. Кај нас веќе не постои фактичка поделба на власта. Кај нас е предоминантна моќта на извршната власт. Според тоа законодавната и судската власт се само извршители на она што представува политика на владеачките партии. Кога ќе се прекрши принципот на презумпција на невиност. Тоа во исто време и кога министерот или нејзиниот портпарол ќе излезат со изјава која што воедно значи и осуда, значи на осомничените, кој што немало се уште ни судска постапка, представува јасна порака до судот како понатаму треба да одлучува. Видете какви имиња ставаат на операциите и на апсење имиња кои што називи кои што директно влијаат и на свеста на јавноста. Судијата при самото апсење на осомничените, особено ќе кажам во операциите кои што имаат политичка заднина, јасна порака добиваат како понатаму треба да одлучуваат во постапката. Нема да споменувам за случајот Монструм и што можеше да доведе до навистина сериозни последици кога станува збор за односите помеѓу двете заедници, бидејќи нели тука беше третирана и оној верски религиозен момент, но уште на самиот почеток пред да биде започната постапката. Од тука кај нас постои селективна правда. Тоа е факт со кој што ние се соочуваме години наназад и кој што не гледам дека ќе се промени. Се додека постои да речам влијание страна на извршната власт над судиите и на органите на прогонот.
Господине Богданов, на што се должи зголемениот број на апликации од страна на македонските граѓани во Страсбург? Дали растат повредите на човековите права или пак расте можеби свеста за пријавување на истите? За да се донесе правилен заклучок, значи дефинитивно треба да се види и другата статистика, односно дека расте и бројот на отфрлени апликации во Страсбург од страна на судот, значи кои што воопшто нас не се комуницирани на одговор, што значи дека судот ги сметал или неосновани во целост, или дека не ги искористиле сите домашни правни средства, или дека нели биле поднесени после рокот од 6 месеци. Така што ако во 2011 беа отфрлени 300 апликации, во 2012 беа отфрлени некаде околу 500, значи ова е по официјалната статистика од судот. Во 2013 судот отфрли некаде околу 730 апликации, значи против Република Македонија, кои воопшто не беа нели комуницирани со тука се заврши постапката. Бројот на поднесени апликации до Страсбург е некаде стандарден, значи не може да се каже дека нешто рапидно се зголемува, може да се зголемува 5-10% на годишно ниво. Значи некаде од околу 400-450 беше стандардно годишно број на апликации кои што беа поднесувани. За минатата 2013 година по статистиката на судот има околу 500. Значи некои се 10 на 15% зголемен број, меѓутоа што кажав и скоро е двојно зголемен бројот и на отфрлени ако се споредува со 2011. Значи точно е дека свесноста на граѓаните е многу поголема и од тој аспект е изголемен бројот на апликации. Вие како што може да видите секој ден и по медиуми на телевизија, еве баш и денеска има некој текст дека некој ќе ја тужил Македонија во Страсбург и така натаму. Значи генерално луѓето се одлучуваат, ја знаат, позната им е постапката и ја користат постапката. Мислам што е добро за државата во крајен смисол. Меѓутоа дали навистина повеќе повреди има, не можам да кажам бидејќи на овие предмети на кои што нас судот сега не ги има доставени, на кои што работиме, се реално предмети кои се случили или настани што се случувале во 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, па луѓето ги користеле домашните правни лекови до 2008, 2009, па тогаш ја поднеле апликацијата, па дури сега после 2-3 години нас судот не ја доставил на одговор, така што можеме да кажеме од овие предмети во работа каква била ситуацијата пред 8 или пред 10 години. Меѓутоа за во реално време да имаме слика, значи во моментов што се случува или пред година-две, ќе треба сепак, ако го зијаме како репер судот во Страсбург и предметите, да причекаме наредни 2-3 години кога ќе не бидат доставени, да кажем, овие апликации што сега или пред година-две се поднесени. Уранија, Хелсиншкиот комитет редовно ги нотира повредите на човековите права. Споменавте кај нас се случуваат фрапантни прекршувања, значи растат злостозвата и од омраза, се ограничува правото на протест, дури неодамна и вие самите бевте нападнати од еден полицаец на протестот на стачајците. Па каде, значи каков е односот на институциите кон сите овие инциденти и случаи? Дали институциите можат да реагираат без амин од некои повисоки инстанции? За жал, знаете дека постои еден тренд на игноранција кога станува збор за делувањето на невладиниот сектор од страна на институциите. Ние многу ретко, да не речем никогаш, не добиваме потврда на нашите сомневања, например, еве кога станува збор за пречекорување на службените овластувања на полициските службеници. Ние редовно се обраќаме до секторот за внатрешна контрола и бараме да се покрене постапка, но и редовно добиваме одговор дека полициските службеници постапувале во рамките и согласно со законската регулатива. Да, кога станува збор за оваа област, морам да истакнам колку е евидентна селективноста на судиите во ваквите случаи. Знаете, кога граѓанин ќе поднесе представка против полициски службеник за пречекорување на службен или прекумерна употреба на сила, речиси во истиот момент против граѓанинот се поднесува кривична пријава за напад на службено лице. И знаете што се случува? За кривичната пријава против граѓанинот судот експресно одлучува,
додека за постапката во која што се терети полицискиот службеник, судот ја одолжува постапката, таа трае. Имаме случаи на тортура кога станува збор за случај на тортура во затворот Шутка, кога дури еден од припадниците на затворската служба беше осуден, меѓутоа беше вратен на работа. Значи, едноставно не станува збор за каков било релевантен одговор од страна на институциите по однос на реални аргументи со кои што ние располагаме во одредени случаи. Значи, ние кога се обраќаме до секторот за внатрешна контрола, воедно доставуваме и фотографии, доставуваме докази. Па видете што се случи со нашиот центар, со ЛГБТИ центарот. Нападот се случи во јуни 2013 година. Снимките од нападот беа доставени до секторот за внатрешна контрола, до полицијата. Беше евидентно од снимките дека полициските службеници не постапуваа во согласно со своите работни задачи, дозволија да се случи нападот. Значи, 30 на маскирани луѓе да поминат неприметно низ старата Скопска чаршија, која што во моментот беше обезбедувана од 10 полициски службеници, е невозможно. Исто така е невозможно да таа банда тинејџери досега не биде откриена и изнесена пред лицето на правдата. Министерството за внатрешни работи таа банда можеше да ја фати за 15 минути. Немам сомневања во тоа дека едноставно не постои волја да одредени случаи се откријат, бидејќи тоа би носило некои други реперкусии кога станува збор за политиките на оваа власт. Од проста причина што ниту премиерот, ниту министерката за внатрешни работи после тој напад не излегоа да го осудат насилството врз ЛГБТ и заедницата. Да се случеше тоа, ќе се знаеше дека во оваа држава нема да се толерира тоа насилство. А сега што се соочуваме со друга опасност. Токму тоа неосудување на овие настани значи окуражување на сите оние кои што имаат какви било предрасуди кон представниците на оваа заедница. Според тоа немаме соработка со институциите, напротив, нашиот критицизам не става на листата на оние непожелни личности во Република Македонија. Денеска се чини е тешко човек да биде активист за човекови права. Не беше само случајот со стечајците, кога чином имавте и поднесено жалба за повреда пред македонските судови, кога бевте вие повреден лично? Не, јас не поднесов жалба. Така? Немам намера да покренувам судска постапка за тој случај, од проста причина што знам дека правдата нема да биде тука задоволена. Едноставно јас поднесов представка до секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, повторно со снимка на која што се гледа ликот на, да речем, полицискиот службеник, иако не беше униформиран, така да предпоставувам дека се работи за некоја друга служба во рамките на Министерството за внатрешни работи. Се уште немам добиен одговор. Не очекувам дека секторот ќе ми испрати одговор од кој што ќе произлезе дека покренало соодветна постапка за утврдување на неговата одговорност. Мојата реакција во тој случај беше на некој начин предизвикана од сите оние случувања на протестите кои што претходно се случуваа. Значи, ние се почесто при јавните собери на граѓаните се соочуваме со инфилтрирани полициски службеници кои што на некој начин сакаат да им дадат до знаење на граѓаните дека не треба да го прават тоа што го прават, да ги исплашат. И токму на тој ден јас реагирав затоа што сватив дека тоа лице со легитимирањето на учесниците на протестот сакаше да го предизвика тој ефект кај нив. Смеќавањето на јавен собир е нешто што веќе постојано ни се случува. Ако се сеќавате и стечајката Лиле, беше на некој начин
нели задржана од страна на полициските службеници сосема незаконски. Значи тука веќе постои една тенденција. Меѓутоа, од друга страна, доколку граѓаните сакаат да се жалат во Страсбур за прекршување на одредено право, мора да ги истрошат сите оние правни лекови кои што ги има во државата. Во спротивно, апликацијата ќе им биде вратена назад. Генерално едно мислење е дека во земјава имаме доволно закони, дека човековите права се нели заштитени со устав, свесноста расте, но се чини дека оние зборови напишани на хартија многу тешко ги имплементираме во пракса. Како да се подобрат состојбите? Добро, ние реално како биро кој што ги застапува интересите на државата пред Страсбур имаме еден вид на должност и обврска законска да правиме некој тип на едукација, особено на органи и на во соработка со Академијата на судиите и на обвинителиве, да им ја доближиме нели судската пракса на судот во Страсбур. Што ви е најтешко? Најтешко е што да кажам вака интензивно почна да се шири праксава на суда во последниве година-две. И имаше на почеток и недоумици кај судиите колку е директно применлива конвенцијата, односно за конвенцијата немаше толку дилема дека е директно применлива, меѓутоа колку е директно применлива праксата на Европскиот суд за човекови права, значи оние принципи од пресудите востановени во пресудите од Европскиот суд, дали тие принципи може да се цитираат и во нашите пресуди, значи на една директна примена, да кажам. Меѓутоа, мислам дека тие дилеми се расчистија. Преведовме, да кажем, голем број на пресуди, особено за членот 10 и слободата на изразување, преведовме и направивме издадовме една едиција од 70 пресуди на големиот судски совет, каде што се втемелени основните принципи на судот во тој дел. И уште неколку едиции издадовме од различни членови на конвенцијата, а во моментов подготвуваме една регионална база на пресуди, која што ќе содржи повеќе од 2000 пресуди, преведени на сите јазици од поранишните ју простори. Значи тоа ќе бидат на српски, хрватски, македонски, албански и така натаму, значи повеќе од 2000 пресуди, која ќе биде достапна до сите суди, до сите органи, кои што треба да применуваат праксата и ќе биде пребарлива, значи лесно пребарлива и по членови, и по зборчиња, и по називи и така натаму. Значи секој оној реално што ќе сака да има подлабоки познавање и да ги научи, да кажам, да ги совлада принципите на Европскиот суд за човекови права, значи ќе има таквата можност, за разлика од пред 4-5 години, кога навистина бројот на преведени пресуди на Европскиот суд за човекови права беше многу мал, значи беа преведени некои си 20 на 30 пресуди селективно. Значи сега одиме, да кажам, со огромен број, она што им останува нормално на сите актери е нели да се прочитаат, да се доедуцираат. Колку оваа судска пракса ја користат западноевропските држави, може ли да се направи една дистинкција помеѓу западноевропските и источноевропските држави? Значи праксата... И каде се наоѓа може би Македонија баш во праксата на судот и сите држави го имаат тој проблем генерално, кој што ја немаат воведено уставната тужба како таква, уставната жалба. Значи правата се генерално заштитени во уставот, но и по различни закони. Така што на повреда на правата вие може да се повикувате во сите инстанции, пред прв степен и во жалбата, во апелација, во ревизија, во барање за повторување на постапка и слично. Значи практично се бара од сите суди во целокупното судство да имаат нели детални познавања на конвенцијата и на праксата на судот во Страсбур, што теоретски е возможно, меѓутоа практично до сега ниту една европска држава не е успеала. Значи тоа ни го потврди и владиниот агент на Германија, кој што е најразвиена, да речеме, од тој аспект и најдемократска земја, дека првостепените судови и второстепените во Германија имаат проблем со примена на праксата на судот од Страсбур, бидејќи не ја познаваат доволно, ниту пак имаат некоја желба посебно да ја совладаат во детали, за да кога некој се повикува на неа, нели да му дадат соодветен одговор. Меѓутоа тука е една друга работа што во Германија е воведена уставната жалба. Значи тука е уставниот суд. Тоа се обидуваме еве ние кај нас да го промовираме, значи да се воведе уште еден правен лек пред уставниот суд, кој што ќе ги заштитува не само овие права кои до сега ги штитеше, дискриминација, слобода на здружување и
слобода на изразување 4 права, туку ќе ги заштитува сите права, така што секој индивидуалец, ако му е повредено некое право, че ќе може директно да се пожали пред Уставниот суд, право за гарантирано со Уставот и со конвенцијата. Од тука ќе биде многу полесно, според мене, значи да се обучат, да се устручат во детали тие суди кои што ќе постапуваат во Уставниот суд по овие конкретни индивидуални предмети, стручни соработници и така натаму, помлади соработници, кои што ќе работат на оваа пракса. И на нив да се фокусираме, да речем, со обуките и со едукацијата, бидејќи тие ќе бидат должни да применуваат праксата на судов. А и таа пракса што ќе ја генерира нашиот Уставен суд, значи за 2, 3, 5, 10 години, ќе биде многу по-прифатлива, да кажем, и по-достапна и на редовните судии, че многу полесно ќе биде на судија од редовното судство да се повика на некоја одлука на Македонскиот Уставен суд, не знам, во делот на притворот или во делот на слободен изразување, отколку да се повикува на некоја пресуда од Страсбург донесена против Германија или Полска или не знам што на фактички околности кои што не се најсоодветни, да кажем, со нашето општество. Во Македонија во последно време политичарите како да сакаат чисто да се повикуваат на искуства, особено од источноевропските земји, особено кога се работи за ограничување на некои права. Ова ако може Урание да го искоментира. И исто така најтешкото прашање, како Македонија да се приближи до Европа во почитувањето на човековите права? Па вака сигурно нема да се доближи до Европа за кога станува збор за почитувањето на човековите права, бидејќи е евидентно дека нашата држава презема манири и политики од држави кои што моментално во Европа се сметаат за држави каде што владее национализам, каде што владее една строго контролирана државна управа, која што воопшто не води сметка за човековите права, знаете. Јас многу пати сум коментирала дека политиките, за жал, на Унгарија се почесто кај нас стануваат политики, особено кога станува збор за законот за абортус, кој што е донесен сосема во спротивност на меѓународните стандарди кога станува збор за ваков вид на закон, бидејќи не само Советот на Европа, туку и многу други тела, токму за еден ваков закон, имаат укажано во своите препораки дека треба да биде потполно нерестриктивен, за да може да и се овозможи правото на избор на жената во остварувањето, нели, на ова право, дали да го задржи плодот или не. Нашиот закон оди во сосема спротивна насока. Тоа се случи во Унгарија. Понатаму се направи обид да се измени уставот на Република Македонија и да се дефинира бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена. Немаше воопшто причина за такво нешто, бидејќи ние веќе имаме една таква дискриминирачка одредба во законот за семејство. Меѓутоа, во тоа време на седницата во собрание кога се расправаше за овие амандмански измени на уставот, основното образложение беше дека со ова значи владеачката партија сака да го заштити македонското од општество од она што може мошне брзо да се случи, односно да се признаат геј бракови, и дека тоа они ги спасуваат граѓаните на Република Македонија од една ваква катастрофа што е можно да се случи. При тоа наведувајќи дека сето тоа оди кон рушење на семејните вредности, девијација на нашата младина и така натаму. Значи, ние имаме еден веќе дискриминирачки закон, тоа е законот за семејство, која станува збор за дефинирање на заедницата, па дури и на личните односи, бидејќи дури и кога се дефинираат личните односи во законот за семејство, тие се дефинираат како односи кои што може да бидат само помеѓу еден маж
и една жена. При тоа тој спин кој што постои дека Хелсиншкиот комитет и некои други организации всушност се борат за геј бракови, доведе до тоа да голем број на активисти во оваа област бидат нападнати и мислам дека тоа реално е и причина за она што му се случуваше на центарот. Тој спин излезе од владени представници, министерот за труд и социјална политика и други гласноговорници. Геј заедницата се до сега нема пројавено во јавност такво барање. Ние, пак ќе речем, се уште се бориме за фундаментални права. Ние се уште се бориме за тоа да во законот за спречување и заштита од дискриминација, членот 3 се измени и се основот сексуална ориентација биде утврден како основ за дискриминација, и ќе се бориме за измени на кривичниот законник, каде што повторно сексуалната ориентација не е предвидена како основ за сторување на дело од омраза. За жал, мислам дека ние применуваме политики кои што не одат во насока на тоа што значи еден хумен пристап во разбирањето на човековите права и е сосема во спротивност со она што го утврдува Конвенцијата за човекови права. Дали овие нови ограничувања кои што ги спомена Пировска би можела да го зголемат бројот на апликации пред судот во Страсбург? Едно ваше размислување. Па не знам, ако искрено да ви кажам, мислам сега споменавме повеќе работи. Да, на работите, реално фактичката состојба како е, дали судот ќе прифати, дали ќе процесуира на таква апликација. Меѓутоа да, основ постои, нели, основата член 14 како основ правото да не се биде дискриминиран. Предпоставувам дека ќе поднесат апликации до Страсбург, доколку нели од домашните одлуки не се задоволни, па ќе го видиме понатака дали имало дискриминација, немало и дали постапувањата биле спротивно на домашните закони на конвенцијата. Некаде пред крајот на оваа дебата, Александар, човечкиот живот никој не може да го врати. На вас ви беше сторена една голема неправда, меѓутоа како што велите, вие сега се борите правдата да излезе на виделина. Што според вас ќе биде задоволување на правдата? Какви се вашите очекувања во случајот од Страсбург? Моите очекувања се јавноста да знае со каков систем моментално во каков систем живее. Со самото тоа што ќе знае и како да се справи, нема да се дозволи во еднина барем медиумите, ако никој друг, да ги прекриваат, да помагаат да се прекрива вистината. Нема да ќе се жустро ќе се реагира на судовите и обвинителството, нели? Да се борат за правдата, а не за нечив интерес. Во нашиот случај се гледа дека баш системот, значи комплетно со се суд, обвинителство, па дури и политичката партија, се сложија, мислам, се соединија да го прекријат овој случај и, нажалост, вистината да не биде извадена. Па се надеваме дека Хелсиншкиот комитет ќе помогне заедно во судот во Страсбург да биде вистината извадена на виделина. Благодарам на сите за гостувањето. Радио МОФ и понатаму ќе следи што се случува на полето на човековите права во Македонија. Следната дебата на тема човекови права што Радио МОФ ја организира заедно со Македонскиот центар за европско образование, ева ја најавуваме некаде кон крајот на април.